Ваша Екселенцијо, почитувани представници на армијата на Република Македонија, почитувани членови и симпатизери на Сдруженијето Запфрс од Куманово, почитувани домаќини, останати присутни. Честа е голема да се одбележи еден ваков јубилеј. 76 години од заедничка мисија со нашите сојузници од Втората светска војна. Куманово, а и Кумановско, одбележуваше деновиве голем јубилеј. 5 векови постојање на нашиот град и 75 години од ослободувањето од фашизмот од Втората светска војна. Во тие 5 векови на овие простори, сите наши генерации на предци во едната рака ги држеле опинците, а во другата војничките чижми. И тоа традиционално се негувало со векови, се до моментот до ослободувањето, кога тогашна Македонија влезе во составот на една сојузна држава Југославија, а претходно нашите предци се изборија за слободата и независна држава. Денеска сме сите заедно тука, да им додеме почит и на тие наши паднати борци за Македонија, но секако и да одбележиме дека заедно рамо до рамо со прогресивните сили во светот тогаш дадовме свој допринос за онаа што се има денеска, а тоа е една нова Европа со нови погледи, со прогресивни сили. Голема е честа да се одбележи овој датум, бидејќи сите овие луѓе далеку пред времето ја осознале својата иднина и ги поставиле своите цели кон кои што денеска ние се стремиме, а тоа е да живееме заедно во слободен и прогресивен свет. Особено сакам да се заблагодарам на Сдруженијето Запфрс за сите обиди кои што ги прави да се негува ликот и делото на народно-ослободителната борба на нашиот народ, етничките заедници во нашата држава и секако да се одбележи доприносот на сојузничките сили во тој период. Нека им е вечна слава на сите загинати во Втората светска војна, а сите вие да сте ни живи и здрави, да ни живее Куманово и да живее Македонија и сите наши сојузници на чело со Велика Британија. Благодарам.